Ке барали премиерот нов финансиски извор за да обезбеди 600.000 евра за амбулантни возила и да ги исполни предизборните ветувања. По драстичното намалување на цената на блиндираниот Мерцедес од 600 на 234.000 евра за 6 години, безбедносните експерти проценуваат дека неговата продажба ќе направи само поголема штета врз буџетот, бидејќи се потребни не едно, туку неколку вакви возила. Поранешниот началник во МВР, Љубомир Ѓурчевски, смета дека тој треба да биде во функција на државата и да се користи согласно владиниот правилник. Безбедноста на нашите највисоки државни функционери, било да е премиерот, било да е претседателот на собрание или претседателот на државата, треба да биде заштитена до максимум и ова возило точно според своите перформанси ги задоволуваат највисоките безбедносни стандарди кои што треба да ги има полицијата на располагање. Со оглед на она што низ медиумите кружи дека возилото веќе скоро половина, ако не и повеќе од половина, ја изгубило својата цена, својата вредност, тогаш тоа би било па сега додатно нова штета, исто како што зборувавме за штетна набавка на возилото. Во светот годишно се продаваат околу 40.000 блиндирани возила, вели новинарот Крунислав Барзов. Секое се прави по специјална нарачка. Во случајов Мерцедесот кој го нарача поранешниот премиер Никола Груевски е отпорен на експлозивен удар. Има повеќе градации на блиндираност на возило. Едната, најслабата е да издржи удари од пешадиско оружје, а најголемото ниво на блиндираност на возилата е да можат да издржат директни удари на ракетни проектили или па нагазување на мини. Јас колку што знам, Мерцедесот кој го поседува Република Македонија е во ниво на заштита 7, кое може да издржи удар од одредени експлозивни направи. Доколку владата остане на идејата да го продаде Мерцедесот, најмногу интерес би пројавиле криминалните структури. Ѓурчевски проценува дека тој може да заврши во подземјето за сума многу пониска од пазарната. Ова возило во Република Македонија, барем од онаа бизнис елита, која што би била загрозена безбедносно, мислам дека нема таква ситуација да некој вложи толку пари, макар и нека го купити за 1/3 од вредноста и за 200-250.000 евра, мислам дека тоа е непотребна инвестиција. Во организираните криминални групи може да каже дека еве јас возвам возило од 600.000 евра со највисоки перформанси, безбедносни перформанси и така натака, затоа што знаеме дека во организираните криминални групи, нели, возилата им служат за престиж, а и соодветна безбедност, нели, на онај највисок врв. Според извештајот до кој дојде телевизија 24 пред 2 дена, Мерцедесот има поминато 80.500 километри. Министерот за внатрешни лани обелодени дека возилото често патувало на релација Скопје-Пробиштип, родниот град на техничкиот премиер Емил Димитриев. Владата на Заев најави дека ќе го користат само високи гости од странство до негова продажба. Во него последен се возеше генералниот секретар на НАТО. Сега извештајот од проценката на Мерцедесот го чекаат на Илинденска број 2, од каде велат дека дополнително ќе се изјаснат што ќе прават со него.